Добро почитувани. Криминалот и корупцијата се ракот на Македонија кој што метастизираше со мафијата на власт. Досега посочувавме на ефтиниот театар, поврзан со девоградбите, театар за лажење на јавноста за некакво справување и спроведување на правото, а всушност за криење дека и Чаир и град Скопје правно и финансиски комуницирале со инвеститорот на девоградбата кај Мавровка. Денеска ќе предочам за скандал, афера и веројатен тежок криминал, зашто постои можност за сериозно огромно злосторничко здружување во градежно-урбанистичкиот сектор и секако на услуга на наркобизнисот на мафијата на власт. Почитувани, како е можно среде ниви, среде земјоделско земјиште да никне огромна дивоградба, цела фабрика за масло од канабис, а градоначалникот, локалниот совет, урбанистичкиот сектор на рурална општина за тоа да не знаат? Како е можно геодет да издаде елаборат потребен за легализација, ама на непостоечки објект? Како е можно врз основа на тој елаборат во најголема брзина градоначалникот да легализира дивоградба? И како е можно веднаш потоа фирмата на собствениците на легализираниот објект дивоградба да добие лиценца од првите издадени лиценци за работа со марихуана во земјава? Прашувам јавно, а јавното обвинителство за организиран криминал треба да одговори дали е тоа можно само и само ако се работи за злосторничко здружување во чија што основа лежат политички врски. Почитувани, Зоран Заев е творецот и заштитникот на нелегалното градење и потоа на криминално легализирање. И тој модел се уште се спроведува и штити од страна на мафијата на власт. Сите споменати погоре се дел и припаѓаат на една иста група. Сите се членови на СДСМ. Собствениците на дивоградбата се поранешниот пратеник на СДСМ Драган Ѓоргиев и партискиот поддржувач Атанас Јанушев, двајцата од Ново село. Градоначалникот на Босилово е Зоран Зимбаков, кадар на СДСМ. Председател на Советот на Босилово е Ѓорги Аризанов, екс-председател на Општинската организација во Босилово. Геодетот кој што го изработил елаборатот на непостоечката дивоградба која што се легализира е Сребре Нечовски, екс-председател на СДСМ Могила. Тој што го воведе наркобизнисот во Македонија, зашто Ѓоргиев, екс-пратеникот, доби лиценци, е Зоран Заев. Мора да нагласам и дека екс-пратеникот Драган Ѓоргиев од Ново село и Зоран Заев од Струмица добро се познаваат, барем најмалку 3 години, како пратеници во Македонскиот парламент во истиот состав 2002-2006 година. Почитувани, градоначалникот на општина Босилово Зимбаков на 1 јуни 2018 година врз основа на одлука на Советот за легализација, значи само ден предходно на 31 мај, подпишува и издава решение за легализација на бесправен објект со намена Г26, објекти од лесна и незагадувачка индустрија за катарската парцела број 275 во катастарската општина Петралинци. Тоа е овдека заокружен плац. Објект со вкупна внатрешна површина од над 575 метри квадратни деловен и помошен простор. Во решението што го подпишува Зимбаков е наведено дека сособствениците, екс-пратеникот и неговиот ортак поднеле барање за легализација на објектот со уредно запишан број, архивиран со датум од 16 април 2016 година. Сепак, имотот е купен во февруари 2018 година од еден собственик, а се работи за земјоделско земјиште нива од трета категорија. Во купопродажниот договор ниту се споменува објект, ниту дека има објект за кој што е поведена постапка за легализација. Имотот, според катастарскиот извод од 14 март 2018 година, е плодно земјиште нива. А за да се реализира легализацијата, стојат подпишани изјави од Ѓоргиев и Јанушев дека градбата, предмет на легализација, била изградена во 2010 година.
Геодетскиот елаборат, потребен за легализација, е потпишан од Сребре Нечовски од Агенцијата за недвижности и Биро за геодетски работи ДОЕЛ Нова 2006 Битола и е издаден на 15 мај 2018 година, а во него се наведува сета квадратура и сите содржини на објектот, граден од бетон и тула, а запишани се и регистрирани канцеларија, латница, просторија за обработка, менза, магацин, соблекувална и така натаму и така натаму. И за сето тоа има нацрт, мапа, мерни податоци, се што е потребно за да се заврши легализацијата на едно диво изградено огромен објект. И да ги сумирам фактите со дати на кусо за да се добие една слика. Кон крајот на февруари 2018 е купена нива земјоделско земјиште од трета категорија. Битолска фирма започнува геодетски мерења потребни за легализација. Барањето за легализација наводно е поднесено на 16 април 2016 година, односно собствениците потпишуваат и даваат изјави дека градбата е градена во 2010 година, а дека двајцата поднеле барање за легализација 2016 година, 2 години пред воопшто да бидат собственици на имотот. На 15 мај 2018 година е издаден елаборат со сите премери, нацрти и детален опис. На 31 мај 2018 Советот ги носи одлуките за легализација на дивоградбата. На 1 јуни веќе следниот ден градоначалникот потпишува и издава решение за легализација. И истиот тој 1 јуни експратеникот Ѓоргиев и неговиот ортак Јанушев, сега легалната градба, заедно со 22.000 метри квадратни земјоделско земјиште, создадено со окрупнување со околните парцели, го издават на компанијата чии што со собственици се токму двајцата и каде што фактички започнува фабриката за марихуана. И тоа што фирмата, кој што двајцата ја регистрираат, внимавајте, на 16 април 2018 година, односно точно еден месец пред да ја го добијат елаборатот. Фирмата Канабис Про е фирмата која што е на двајцата сособственици на објектот и која што е во првите, кои што во април 2019 година добива лиценци за работа во наркобизнисот. Епа, почитувани, следува шлагот на оваа крими приказна. Ке ве замолам за фотографијата. Ова е фактичката состојба, сателитската снимка од 2018 година, февруари 2018 година, каде што се покажува дека легализираниот објект кој што би требало да биде тука, а сега фабрика, не постоел во периодот на неговата легализација. Според сателитските снимки, по купувањето на нивата, започнато е со расчистување на теренот. Ке ве молам за фотографијата од март 2018 година, што значи се започнува со расчистување на терен за почеток на изградба. Односно, кога е направен купопродажниот договор во февруари не постоел никаков објект, ниту е изграден во 2010 година, ниту бил продаден, односно купен нива, нива со објект. Тој целосно се појавува, ова е уште една фотографија, еве го, целосно се појавува дури во март 2019 година, готов објект со кров, објект со сите содржини. Почитувани, ова е скандал. Постои можност за злосторничко здружување, урбанистички сектор на мафијата во кој што се вклучени блиски на Заев, експратеници на СДСМ, советничка група на СДСМ, општински урбанисти, градоначалник, класичен криминал и мафијашко однесување. Почитувани, постои можност за двојно книговодство, за чување бројчиња во архивски книги за легализација на непостоечки објекти, барање за легализација поднесено од 2016 година, кога воопшто барателите не го поседувале конкретниот имот и објект и со кој што се стекнува дури 2 години подоцна. Постои можност на ваков начин преку криминална легализација да се изиграни повеќе закони. Прво, законот за градење во земјоделско земјиште, имајќи предвид дека станува збор за нива од трета категорија. Второ, законот за легализација на дивоградби, кој што прецизира и опфаќа градби изградени до 3 март 2011 година. Почитувани,
Постои сериозна можност и индиција за злоупотреба на службена положба и овластување на Геодетското биро од Битола за можна изработка на елаборат за легализација на непостоечки неизграден објект. Постои сериозна можност и индиција за злоупотреба на службена положба и овластување од страна на општинските урбанисти, советници и секако градоначалникот на Босилово Зимбаков. И секако постои сериозна индиција за постоење злосторничко здружување за изигрување на законите, нанесување на штета на буџетот со цел остварување профит. Јасна е поврзаноста на сите инволвирани преку членување и функции во една политичка партија, а тоа е СДСМ. Јавното обвинителство, почитувани, за организиран криминал мора да поведе истрага по допрен глас. Јавното обвинителство мора да одговори дали зад легализацијата на цела една фабрика, среден нива, во атарот на село Петралинци, општина Босилово, се крие злосторничко здружување со една цел – избегнување на вадење на сите потребни документи за кои што треба време, за да се стигне на време, за да се добие лиценца за наркобизнис. Сите документи потребни на јавното обвинителство за истрага, за можна криминална легализација на дивоградба, за катастарската парцела број 275 во катастарската општина Петралинци, каде што е сместена фабриката за марихуана на Канабис Про до увоз и извоз, може да се најдат во архивот на општината Босилово, во катастарот, каде од детската фирма од Битола Нова 2006, а најпотребната алатка е Google Maps Pro, алатка која што е признаена за водење на катастарски книги. Јавната обвинителка за организиран криминал, Вилма Русковска, не смее да остане глува на оваа пресконференција. Бараме отворање на истрага веднаш. Мафијата на власт мора да се соочи со правниот систем. Ваквите криминогени дејства не може да се покриваат со крими театар, како оној кај трговскиот центар Мавровка. Не ги покриваат ниту 100 министри за борба со корупција, ако се тие од СДСМ, особено ако се блиски со Зоран Заев. Бараме правда веднаш, бараме справување со мафијата веднаш. Или Македонија, или мафијата. Ви благодарам.